Добра вечер. Најпрво апелирам за придржување на мерките за претпазливост, истовремено ви благодарам за досегашното почитување. Чест ми е да бидам на листата за пратеници од ВМРО ДПМН. Јас сум Тихомир Алексовски, кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, за обнова на Македонија. Победата на ВМРО ДПМН на овој избори пред се ја гледам како победа на Македонија. Денес на власт се наоѓа СДСМ, предводен од Спасовски и Заев. Олицетворение на неспособност, криминал, корупција, рекетирање. Ветија живот донесоа зло, но народот ја има моќта за одлука. Затоа ве повикувам сите да излезете на гласање, да го дадете својот глас, со што ќе го тргнеме ова зло што се надвиснало над Куманово и над Македонија. Почитувани, ајде од овде да тргнеме во борбата за враќање на достоинството на македонецот во Македонија. Заеви СДСМ ја кутнаа Македонија на коленици. 100 години ја вратија наназад во секој поглед. Економски опустошија. Уставното име и го сменија. За јазикот преговараат, Гоце Делчев ни го продаваат. Денес со нивните погрешни политики се случува екзодус на македонците од Македонија. Затоа новата влада треба веднаш да го сопре овој екзодус. ВМРО ДПМН преку новата програма со конкретни мерки и проекти, со способни и одговорни луѓе, како почитуваниот господин Владо Мисајловски, ќе гради држава во идната влада, ќе гради систем кој ќе функционира за сите граѓани подеднакво, без разлика на нивната етничка припадност или социјална припадност. Почитувани, бидете уверени дека новата влада, предводена од професорот Христијан Мицковски, од Македонија ќе направи прекрасно место за живење. Луѓе, овде ве повикувам дека на овие избори пред се е битка за нашите деца. Нашите деца треба тука да останат да живеат, да работат, да создаваат семејства. Затоа ве уверувам дека со честно и одговорно работење Македонија ќе успее. Нашите ветувања во програмата за инвестиции, за изградба на патишта, за гасификација, за нови работни места, за повисоки плати, за повисоки пензии, ние ВМРО ДПМН и коалицијата треба и мора да ги исполниме, бидејќи исполнетите ветувања значат и подостоинствен живот за секој граѓанин, за секој кумановчанец. Затоа сите присутни ве повикувам заедно да тргнеме во борбата за рушење на оваа ненародна власт на 15 јули. ВМРО ДПМН мора да победи на овие избори. Мора да победи заради Македонија, заради нашите предци, заради нашите деца, заради нашите внуци. Затоа на 15 јули ќе победи ВМРО ДПМН, ќе победи Куманово, ќе победи Македонија. Исправи се Македонијо. Ви благодарам, ја повикувам Кети Димковска да ви се обрати. Почитуван председател на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицковски, почитуван носител на листата на втората изборна единица за предстојните парламентарни избори господин Владо Мисајловски, почитувани колеги идни пратеници Иван, Бране, Тихо, Рашела и другите од втората изборна единица, почитувани сограѓани, добро вечер. Голема е мојата чест што сум кандидат на листата во втората изборна единица од редовите
на најбројната и најмоćната партија во Република Македонија, ВМРО ДПМНЕ. Партија која држи до своите принципи, до својата чест и честност. Но истовремено, длабоко и моето чувство на одговорност кон мојата татковина, на која во овие тешки моменти и предстои битка за исправање во силна и достоинствена држава. Македонија во минатото минувала низ многу премрежија и секогаш се исправала и секогаш уште посилна, зашто својата сила ја црпела од својот народ, таков каков што од секогаш бил, борбен и храбар. И сега сме и потребни на нашата земја. Затоа сите исправени, горди и достоинствени да излеземе на предстојните парламентарни избори на 15 јули и да го победиме злото. Затоа што заслужуваме да живееме во држава која ќе биде наша заштита, наша закрила. Затоа што младите заслужуваат да продолжат да градат на оние цврсти и стабилни темели кои што ние ќе ги поставиме и ќе ги надоградуваат уште поуспешно од она што ние ќе го направиме. Почитувани сограѓани, сакам одовде да ви пренесам дел од предизборната атмосфера што ја чувствувам помеѓу народот, движејќи се во нашата општина Куманово. Имено, луѓето ни приоѓаат и не охрабруваат во нашите намери да ја обновиме Македонија, гледаат надеж во нашата програма за решавање на нивните проблеми и воопшто очекуваат и посекуваат голема победа на ВМРО ДПМНЕ и на коалицијата за обнова на Македонија. Меѓутоа, сакам да пренесам и дел од разговорите во кои што ги искажуваат нивните грижи за предстојните денови, грижи за неизвестноста со која што би се соочиле во утрешниот ден, приоѓаат загрижени граѓани за своите блиски тешко болни, кои што не може да добијат соодветна здравствена заштита, бидејќи болниците не функционираат. Приоѓаат загрижени родители кои што ме прашуваат како и кога ќе започне наредната учебна година. Приоѓаат разочарани занаетчии кои што доживуваат економски колапс. Приоѓаат млади кои што се збунети од оваа ситуација. И не случајно ни приоѓаат нам, на кандидатите од коалицијата за обнова на Македонија, бидејќи во нашата програма гледаат резултати и гледаат решавање на нивните проблеми. Од онаа што го видовме од СДСМ, видовме само ужас, безредие, хаос, криминал, корупција, подкуп, рекет, скандали. Впрочем, ние во Куманово и најдобро знаеме како изгледа тоа. И затоа, драги сограѓани, ве охрабрувам сите заедно да излеземе на 15 јули, да го заокружиме бројот 14 за кандидатската листа на коалицијата за обнова на Македонија и силно да победиме, а потоа да работиме на обновата на Македонија. Потоа да градиме една поубава иднина во која Македонија ќе се трансформира во успешна и просперитетна држава. Да живее Република Македонија! Да живее ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија! Почитувани, го повикувам Иван Стоилковиќ, кандидат на кандидатската листа, втората изборна единица од коалицијата за обнова Македонија. Благодарам.
Добро вечер, Куманово. Кога денеска некој би ме прашал што ми била желба, сигурно не би ми била желба да зборувам. Денеска желба ми било да слушнам вие што ќе кажете. Затоа што ние зборуваме, а вие на 15 јули ќе ни кажете. Затоа би сакал да го слушнам денеска, уште денеска би сакал да го слушнам вашето мислење во однос на многу прашања. Би извил неколку. Првото е, каде сте вие, мои драги почитувани кумановчани, во однос на вредносните ставови, во однос на нашата држава Република Македонија? Дали ги поддржувате тие кои цврсто остана на своите вредностни ставови во државата во која што живеат, или ги поддржувате вредносните ставови на оние кои стигнаа да продадат што им дојде до раце? Дали ги поддржувате вредносните ставови на оние што останаа чисти и некорумпирани, или онака како што председателот на ВМРО ДПМН кажа, непоткупливи, или ги поддржувате вредносните ставови на оваа криминална банда на која ништо не е свето за пари и своите деца ќе се ги продадат? Затоа би сакал да го слушнам мислењето на кумановчани на 15 јули. Затоа што знам дека зад параванот сите ќе се сокриеме, нема да се знае кој за кого гласал, меѓутоа кога ќе бидат објавени резултатите, ќе се знае историски Куманово на која страна во овие настани беше. Немојте да заборавите дека имаме одговорност, не само пред самите себе, туку и пред нивните поколенија. Зошто го зборувам ова? Од многу проста и едноставна причина. Ако не се, значи оваа криза со вирусот и со сено тоа што се случува и со оваа власт покажа дека во суштина ние како граѓани на Република Македонија сме никој и ништо ако немаме држава. Затоа пораката од оваа кампања е да се исправиме прво ние, а подоцна да исправиме Република Македонија, затоа што без држава не може да живееме. За власта која не јава овие 3,5 години, немам посебно што да додадам. Мислам дека нив најдобро ги опишал Емир Кустурица во неговиот култен филм Дом за вешање, каде што во една реченица, сакајќи да ја покаже најреалноста на живењето на ромскиот народ, вели дик фата моргана. Дик фата моргана се и илјадниците километри автопати, дик фата моргана се и економијата во Македонија, дик фата моргана е и правдата во Македонија, дик фата моргана и рекетот во Македонија, дик фата моргана и кражбата на Република Македонија. Значи, на 15 јули да се исправиме сите заедно, за да може да се исправи Република Македонија. Во спротивно ќе сите заедно ќе имаме проблем. Да живее Македонија! Многу сте ми тихи нешто. Ми кумановци смо познати по свој енергичен менталитет, ведар дух и гостопринство. Ајде со еден огромен аплауз да посакаме гостопринство на нашите гости вечерва, на жената која сака Македонија и покажа како се брани Македонија, господја Рашела Мизрахи, на нашиот Кендо, подпредседател на ВМРО ДПМН, човекот, работник кој што покажа како може да се работи, како да се реализираат проекти, носител на нашата листа, и ве молам со еден огромен аплауз да го поздравиме човекот, предводник на новата надеж во македонската политичка сцена, идниот премиер на Република Македонија, господинот Христијан Мицкоски. Почитувам председателе, почитувам подпредседателе,
почитувани кандидати за пратеници, драги кумановци. Најпрво им дозволете да искажам огромна благодарност за вашето присуство овдека и да искажам благодарност што ги почитувате здравствените протоколи. Впрочем, ние кумановци покажавме како треба да се почитуваат тие протоколи и сме едни од најдисциплинираните граѓани во Република Македонија, за што доказ се и извештаите на Министерството за внатрешни работи. За жал, велам за жал, моравме сами да се справуваме со коронавирусот, затоа што бевме заборавени од оваа влада. И не само што не ни помогна оваа влада, туку повторно за жал ни одмогна. Се сеќавате сите на тој 4 април, кога прв пат во Република Македонија, само во Куманово, се воведе викенд полициски час, иако претходно се бараше од многу структури. Тој полициски час нам ни беше соопштен само 2 сати пред почетокот на истиот и повторно за жал од кумановец кој што мисли дека е премиер на оваа држава. Јас сум убеден и верувам дека оваа влада ќе биде казнета од сите граѓани на Република Македонија. Но ако некој треба да ја казни оваа влада, тоа е токму Куманово. И не само затоа што Куманово го направија Вухан во Македонија, поради своите лични анимозитети, конфликти, расправи. Треба да ја казниме не само заради националните понижувања кои што ги доживеавме овие 3,5 години, не само поради 30 годишното унистување на духот на овој град, каде што една политичка гарнитура, една политичка елита владее со овој град, треба да ги казнеме и за уништеното образование и оставените деца без соодветно знаење. Треба да ги казниме и за уништеното здравство и за се она што се случуваше во Кумановската болница, која прва подлегна под бранот на овој вирус заради лошиот менеджмент. Треба да ги казниме и заради уништената економија и уништените кумановски фирми и заради секојдневното отпуштање од работа на голем број кумановци кои што ги среќаваме. Да ги казниме заради продажбата на историјата, историските ликови, да ги казниме заради се она што го направија и не го направија во овој град изминативе години. Почитувани, како што реков, убеден сум во победата, го имаме најдобриот тим. Затоа сакам од тука да ги поканам сите кумановци, без разлика, дали сте македонец, албанец, србин, ром, влав, турчин, сите, дојдете под знамето на Коалицијата за обнова на Македонија. Ајде сите заедно да изградиме оваа држава на здрави нозе, да ја направиме Република Македонија држава во која што сите сакаме да живееме. Ве повикувам сите по знамето на Коалицијата за обнова Македонија. Да живее ВМРО ДПМН, да е жива и здрава Република Македонија, да живее коалицијата и да живее Куманово. А сега ве молам со еден аплауз да ја поканиме Рашела Мизрахи. И повторно заедно. Се дружиме доста во изминатиот период и тоа така ќе продолжи. Се чувствувам повеќе и повеќе дома во Куманово. Го чувствувам срцебиењето на изборна единица 2 во Куманово. И знам каде сум кога сум во Куманово. Некои прашуваат што бара еврејката во ВМРО ДПМН. Па ќе ви одговорам вака. Исто тоа го зборувавме и во општината Ѓорче Петров. Кога бев сосема малечка, често пати во моето семејство татко ми спомнуваше работи за судбината на моето семејство. И зашто всушност јас немам семејство? Но мојата мајка беше многу мудра и ми кажуваше и ме убедуваше дека секоја баба е моја баба и секој дедо е мој дедо. И сите чичковци се мои чичковци, и сите тетки се мои тетки, и така јас добив безброј браќа и сестри и братучеди, и моето семејство стана целата Македонија. А семејството, моето семејство, не е на тезга и не се продава.
Моето семејство се чува. И заради тоа не е ништо до таблата, јас само си го чував семејството. Драги кумановци и кумановчани, за оние кои што не убедуваат дека постои лева Македонија и десна Македонија и сина Македонија и црвена Македонија, Македонија на мнозинството или малцинството, Македонија со роза во раката или лав на срцето, ваква или онаква на привилегираните и останатите, односно рајата. Тоа не е вистина. Постои само една Македонија. Наша Македонија. Македонија, земја на сонцето. Се чини дека се истите неуки и дека никогаш не читале за Крушевската република или јасно. Ние сме крвта на Македонија затоа што нашите предци заедно се бореле за оваа земја и заедно ќе се борат и понатаму. Ние сме едни и единствени и нашата нишка е во папокот на Република Македонија. Заради целата крв пролеана, заради нашите гробови и нашите деца. И кога прв пат по медиумите слушнав за господинот Христијан Мицковски, посакав да го запознам. Кога го запознав, посакав да работам за него. А од кога почнав да работам за него, сватив дека иднината на мојот народ, на моето семејство, на моето дете, на се што е мое, е во негови раце. И верувам во него. И некој ќе рече, не излегувам на 15-ти. Куманово беше само во сред пандемија и никој не помагаше. Не излегувам, се плашам. Ќе избегнам ризик, можеби само за момент, само за кратко. Ама пандемијата што траеше 3 години ќе продолжи и понатаму. Ве повикувам масовно да излезете на гласање на 15-ти. Ве повикувам масовно за да си го вратиме достоинството и чистиот образ и се што е македонско, за да застанеме исправени пред нашите деца за нивната иднина. Оти ние не ветуваме куќи полни злато или коли или лажни титули и кариери или тендери. Ние ветуваме земја, Македонија. Три години беше вака темно и затоа сакам да повикам. Изгреј сонце, обновата доаѓа, да живее Македонија! Мојот брат, нашиот брат, Кендо, ве молам за поздрав. Здраво живо Куманово! Преубаво Куманово! Преубав народ, позитивни луѓе. Може ли со еден голем аплауз да ги поздравиме новите пратеници од Куманово? И за само 2 недели новиот премиер Христијан Мицковски. Тешко да се зборува после Рашева, но ќе се потрудам. Убави денови, убави моменти тука во Куманово. Навистина ви благодарам за овие денови што ги поминав тука со вас. Јас ќе продолжам и понатака да доаѓам. Ќе продолжувам да разговарам со вас за сите оние проблеми што ве тиштат. За овој урбан хаос што се случува, за скараната централна и локална власт, кој поголем шериф да биде во градот и така натака и така натака. Но да ги оставиме нив. За нас се неважни. Имаме разлика овој пат. И зашто сме сите различни? Го имаме Христијан Мицковски и го имаме Зоран Заев. Кого треба да одбереме? Човек, кога дојде пред 30 месеци да биде на првото место во партијата, се трудеше од кал, се трудеше максимално да крене партијата на нозе. Свртете си и видете. Во секој град преполно народ, позитивна енергија, и за 2 недели победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Многу луѓе од нашата партија свиткаа кичмата. Многу луѓе беа разочарани, можеби. Некои намерно, некои ненамерно. Но многу луѓе се охрабрија. Завршуваат овие 3 години прогон. Јас тоа сум го осетил и на себе, но и многу од вас. Јас сум благодарен што Куманово има добри луѓе, што има одличен тим. Луѓе што си го сакаат ова парче земја, што секој ден сакаат да влезат во секоја куќа, сакаат да тропнат
во секое место. Сакаат да разговараат со луѓето. Зашто? Зашто сакаат да останат тука. Бране сака да остане тука. Иван исто така, Кети, Тихо, сите. Сакаат да имаат подобар живот тука во Куманово. Сакаат да покажат дека можат повеќе. Веќе со децении власта во Куманово е на СДСМ. Јас ве прашувам јавно, каде ги видовте последниве 3 години тие 230 километри што ги изградија? Дали ги има тука во Куманово? Дали го има клиничкиот центар што го вети, ја гледам спотови прават за него? Нема ништо. Лаги и манипулации. Не сакам да ширам омраза против никој, но сакам да говорам вистината. А вистината е дека овие 3 години се посветија само на едно прашање. Тоа прашање беше како да се смени името. Како да се создаде немир и омраза кон граѓаните. А сите останати во власта, поготово и техничкиот премиер, гледаа само како да се збогатат. Ништо повеќе. Куманово заслужува повеќе. Куманово има честни луѓе, добри луѓе. И така мора да биде, и така и да остане. Но ве замолувам, иако сме во пандемија, имам уште 2 недели, да тропнеме на секоја врата да ги замолиме граѓаните да ни дадат поддршка. Бидејќи после 15 може да биде касно. И на минатите избори велевме дека Зоран Заев е нечесен и она што ви го кажува е измама. Сега он вели многу убави работи да ги чуете, но ќе бидете измамени. Немојте повтор пат да ви измама. Вие во Куманово тука треба први да кажете дека е доста. Ова е најголем град во Македонија. Град кој заслужува најмногу. Град кој треба да биде, според мене, еден од најубавите урбани градови. Јас ве уверувам дека Христијан Мицковски и овој тим ќе донесе многу за Куманово, ќе донесе обнова. Јас лично ви ветувам дека ќе се потрудам максимално да бидам тука, независно од функциите, тие се менливи и минливи, но најважно е да останеме луѓе. Јас ве уверувам, и Христијан Мицковски тоа го има кажано пред известно време, дека во новата влада ќе има многу луѓе од Куманово што ќе ја водат власта. И затоа треба да му дадеме целосна доверба за вие од Куманово да ја водите и владата на Република Македонија. Човек со принципи, човек лојален на Македонија. Тоа е Христијан Мицковски, еден нормален човек што сака да остави успех. А имате од друга страна технички премиер и го имате Зоран Заев, кои што немаат направено апсолутно ништо за Куманово. Но одлуката е ваша. Вие треба да одберете. Дали сакате Куманово да биде добро, просперитетно и убаво место за живење, или сакате да остане во овие црнива веќе долги години. Познавајќи ве, знам дека сакате позитивни работи. Знам дека имате ведер друг, дека имате насмевка, што сакате да го видите вашето дете да остане тука во Куманово. Сакате вашите деца да останат тука во Македонија. Затоа сите луѓе емотивно да го видиме овој 15. Со емоција да гласаме. Да гласаме за Македонија, бидејќи друга земја резервна ние немаме. Јас ве уверувам и ви ветувам, кога ќе завршат изборите, повторно ќе дојде и Христијан тука, и Рашева ќе дојде, и Бране, и Игор, и сите да не ги набројувам. Сите ќе останеме со вас да работиме. Бидејќи ние не знаеме поинаку, додека некои смислуваат црни сценарија, размислуваат на рекет и корупција. Христијан Мицковски и ние во ВМРО ДПМН заедно со коалицијата размислувавме како да направиме 1000 проекти. Како да има индустријска зона во Куманово, како да продолжат експресните патишта, како да има поголеми пензии, како да има поголеми плати. Но овој пат вие одлучувате. Одлучувате бидејќи можеби да биде доцна. Народе, разбуди се. Обновата доаѓа, Куманово ќе биде предводник на победата. Јас знам дека ќе биде. Овие прекрасни луѓе ќе ја направат огромната победа на ВМРО ДПМН, а вие ќе се гордеете во наредните 4 години кој ќе ја води оваа држава. Благодарам многу на вниманието и што доаѓате со маски на дистанца и што ни посветувате време. А сега да го поздравиме човекот кој работеше напорно да крене ВМРО ДПМН, ќе кажам од пепел, и баклите се запалија. Христијан, наш пријател, повелете!
Добро вечер, Куманово, добро вечер, Кумановци. Благодарам за овој навистина спектакуларен и величествен пречек. Добро вечер, победници, добро вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани сограѓани, почитувани браќа и сестри. Пред нас се нешто помалку од 2 недели кога треба да одлучиме за нашата иднина, за иднината на нашите потомци, но истовремено да го белиме образот и на нашите предци. Затоа што кога би можеле тие да зборуваат, сигурно не би се согласиле со ова наше тешко, мачно секојдневие, со сите овие понижувања, со сите овие омаловажувања, со сиот срам, болка, чемер и јад кој беше нанесен на нашата Македонија. Сигурно нашите предци кои што животот го дадоа за нашата држава, немаше ова политичко мочуриште и оваа сурова реалност да ги прифатат. Затоа, за помалку од 2 недели од денеска, сите ние ќе бидеме исправени пред една историска раскрсница како и на кој начин ја гледаме нашата Македонија во иднина. Каков беше сонот кој што го сонувавме да го досонуваме. Јас сум убеден дека ние сите што сме овде, но и тие што денеска не се со нас, но ние кои што не следат од балконите, ќе го изберат нашиот сон. Сонот за праведна наша татковина Македонија. Затоа, почитувани кумановчани, браќа и сестри, јас ве замолувам на 15 јули да излеземе масовно од рано наутро од 7 часот, завршувајќи со 21 часот, да излеземе масовно еден до друг и да го заокружиме реден број 14. Тоа е бројот пред името Владо. И тоа е бројот кој што овој пат ќе биде број на победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата за обнова на Македонија. Пред да продолжам, ќе ми дозволите, како што е секаде редот, како што тоа го правев и во Охрид, и во Вевчани, и во Струга, и во Ресен потоа, па во Демиркапија, во Неготино, во Кавадарци, Чешиново, Блешево, Зрновци, Виница, Кочани, вчера во Демирки, Сарноваци и Битола, денеска во Јегуновце, Брвеница, Ѓорче Петров, сега ќе го направам тоа и овде во Куманово. Ке ми дозволите да се заблагодарам на сите оние луѓе кои што камен по камен редеа, кои што се појавија на крајот од 80-тите и почетокот на 90-тите години, кои што оплата по оплата служуваа и го градеа општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Куманово, простете. Тоа се основачите и ветераните на ВМРО ДПМН. Сакам да се заблагодарам на сите членови, на сите активисти кои што поминаа дел од својот живот овдека во општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово, кои што оставија дел од сопствената енергија. Сакам да се заблагодарам за сето она што го правевте и за Македонија и што го правевте за ВМРО ДПМН. Истовремено, ќе ми дозволите да се заблагодарам до сите млади луѓе кои што се дел од Унијата на млади сили, до сите дами кои што се дел од Унијата на жени, до сите оние кои што работеа за Македонија и кои што работеа за Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Куманово. Истовремено, сакам да се заблагодарам и на партиите, на представниците, на коалицијата, на политичките партии кои што ќе бидат дел од победничката коалиција за обнова на Македонија. Без сите овие структури, ниту пак ВМРО ДПМН, ниту пак ние денеска ќе зборувавме за победничката коалиција. Затоа ви благодарам и вие го имате мојот поклон за сето она кое што го правевте изминатиот период.
Драги кумановчани, почитувани браќа и сестри, како што кажав, пред нас се предизвикувачки последни 2 недели од овој маратон кој што го започнавме пред 30 на месеци. И денеска на овој говор овде во Куманово пред вас сакам да започнам од тој почеток. Пред 30 месеци, кога го почнавме овој маратон, заедно со вашиот носител на листата во изборната единица 2, Владо Мисајловски, тука е Игор Божиновски, кој што беше дел од извршниот комитет од самиот почеток, пред тие 30 месеци. Беше пеколно тешко и можеби, да бидам искрен, малкумина во тоа време веруваа дека ние за само 30 месеци денеска ќе стоиме овде во центарот на Куманово, ќе бидеме и покрај сите рестрикции и ограничувања волку бројни и ќе зборуваме за историски рекордната победа која што некоја коалиција во Македонија ја однела. Но ние работевме. Работевме, бевме внимателни, деноноќно работевме, многу непроспиени сати, многу ноќи непроспиени. Се сеќавам на оние тешки мачни дебати на седниците на извршниот комитет на партијата. Имаше многу наши соборци, сопартици, браќа и сестри кои што во тој период ни велеа: многу сте млаки, меки, треба да сте подлучни, појако треба да нагазите, сега треба да удрите, сега му е моментот, сега му е мајката. Ние тогаш размислувавме, мислевме, работевме и ни беше тешко. Ни беше тешко за сета таа критика, ама знаете, тоа се моменти кога вие не можете да крикнете и да кажете гласно која е вистината, бидејќи ако ја кажете, тогаш вашиот политички противник ќе се бори против истата. Но и колку и да беше тоа тешко, сепак мотивираше, бидејќи критика од брат, од сестра, од татко, од мајка не боли. Напротив, таа те прави подсврст, поодлучен, похрабар во потезите. Ние не сакавме да влеземе во неизвестна битка во тоа време. Не сакавме да војуваме со туги синови во неизвестен крај. Ние сакавме нашиот крај да биде известен, да биде со победа. И затоа одевме чекор по чекор. Можеби тој чекор беше мал на моменти и на моменти некој мислеше дека треба да биде тој поголем и покрупен. Но ние верувавме. Верувавме во тоа што го правевме. Иако морам да признам, сета таа критика не ни доаѓаше баш добро и пријатно. Но тоа не мотивираше. Вие бевте нашата инспирација цело време. Вие бевте тие што и не поддржувавте и кога ни беше најтешко. И денеска радувајте се, драги мои кумановчани, радувајте се затоа што 30 месеци потоа ние се наоѓаме пред огромна историска победа. За само 30 месеци бутнавме ненародна власт, го бутнавме Зоран Заев, го бутнавме Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска. Радувајте се, вратете ја на смевката на вашите лица, најдобрите времења доправа доаѓаат. Драги мои кумановчани, ни предстојат одлучувачките 2 недели. Ке поминат многу години од овој денешен настан и ке се сетите нова денеска што се случува, нова тешко мачно секојдневие, нова политичко мочуриште кој што сите нас не влече надоле. И ке си го поставите прашањето дали кога требаше јас направив доволно за мојата нација, за мојот народ, за мојата држава. Дали тогаш одговорот ќе биде да, кога имав можност, ја бев храбар, одлучен, решителен да застанам на патот на тие кои што ја парчеа, распарчуваа мојата држава за грст жолтици. Да, сега е таков момент кога треба да се исправиме за да ја исправиме неа, нашата татковина, нашата Македонија. И знам дека ќе си го поставите прашањето и дилемата пред себе, дека многу работи во меѓувреме ви се случиле кои што не биле фер и дека вие тоа не сте го заслужувале и дека не требало така да се случи, требало да биде подобро, поразлично. Но тоа е животот. Тогаш кога е најтешко, вие треба да сте најсилни. Тогаш кога можеби најмногу нешто ве притиска внатре, ве боли, ве мачи, пече, вие треба да кажете сега е моментот
кога јас треба да бидам најхрабар, најрешителен и најодлучен и да продолжам да се борам. Да се борам за она во кое што верувам. Никогаш да не престанам да се борам во она во кое што верувам, а верувам јас заедно со вас. Верувам за идејата за нашата Македонија, онаа богатата Македонија која што ќе биде со исправена кичма, а не свиткана кичма. Македонија со среќни граѓани. Македонија чии што деца ќе се вратат дома и ќе ги наполнат домовите на родителите кои што со тага во лицето ги испраќаа од своите родни домови и огништа. И кои што се стрекни кога еднаш неделно овие ќе им се јават или еднашка во 2 години ќе се вратат и ќе поминат некоја недела со нив. Вреди да се бориш за една таква поразлична Македонија, Македонија полна со вредности. Знам дека можеби многумина по тој пат ќе ви кажат дека овој пат е тежок, можеби нема да успеете, но тоа нека не ве разочарува. Дополнително нека ве мотивира да застанете цврсто на нози и да се борите за нашата Македонија. Првата битка за нашата Македонија, браќа и сестри и кумановчани, е сега на 15 јули. Да излеземе сите од 7 часот рано наутро, македонци, албанци, срби, роми, турци, власи, бошњаци, сите да излеземе масовно и да го поразиме ова тешко и мачно политичко мучуриште, ова тешко секојдневие кое што е предизвикано од оваа трогодишна пандемија која ни ја донесе ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Ке дојдат овде и ќе ве убедуваат, ќе ве гледаат во очи и ќе ви велат дека можат. Јас би рекол дека може но тоа е минато и завршено време. Да, тоа време завршува на 15 јули. Можевте, но не успеавте. Не успеавте. Јас би сакал да успеавте, затоа што ова се 3 години изгубени за нас, за нашиот народ, за нашата држава, но за жал вие не успеавте. А многу ветувавте, сетете се само на таа 2015-2016 година, кога со раката десна на градата, лева на срцето, со главата помалку подведена на страна, излегуваше тој истиот човек и ветуваше живот. Па се колнеше во жицата, се колнеше во најмилото, се сеќавате, предпоставувам. А правеше токму спротивно на тоа во кое што се колнеш. Истото тоа ќе го направат и сега. А во меѓувреме ќе поделат некој пакет под превезот на хуманитарна помош и таа милостина очекуваат да биде возвратена со поддршка за нив, за нивната опција. Драги кумановчани, примете ја таа поддршка. Примете го тој пакет. Земете го. Тоа се пакети купени со ваши пари, рекетирани пари, украдени од народот пари, украдени од овој напатен народ. Завртете им го грбот, покажете им го тилот, тие не заслужуваат повеќе од тоа. Затоа што ве засрамија вас, затоа што нас сите не уплячка и покрадоа. Не засрамија. Затоа, земете го тоа е ваше. Завртете им го тилот и никогаш повеќе немојте да ги погледате. Овие луѓе после 15 јули заминуваат на темната страна на политичката историја. Ова раководство на СДСМ и Зоран Заев ќе биде запаметено по срамот, понижувањата, омаловажувањата, рекетот, криминалот, корупцијата, неправдата и неуспехот кој што го донесе во нашата земја. Тоа се работите по кои што тие ќе бидат запознаени на крајте. Тажно е, знам, мачно е, знам, но затоа вреди да се бориш. И затоа вреди сите ние да се исправиме и да се бориме против оваа тажна, мачна политичка реалност. Македонецот, но и сите наши сограѓани, секогаш во историјата, без разлика на етничката припадност, дали биле албанци, турци, срби, власи, бошњаци, роми, секогаш кога било најтешко, се исправале и застанувале еден до друг. Застанувале еден до друг, се мобилизирале и се бореле против многу помоќен
и посилен непријател од ова раководство на СДСМ предводено Зоран Заев. Јас сум убеден, драги кумановчани, дека така ќе биде и на 15 јули. Масовно од 7 ќе излеземе наутро, ќе ги запоседнеме гласачките места и гласно ќе викаме. Нема веќе место за тишина, гласно ќе викаме со пенкалото позади параванот и ќе го заокружиме редниот број 14. Зона Македонија, нашата Македонија, за која што сунуваме, и како генерација, и како македонци, и како граѓани на нашата Македонија. Тоа е она кое што ние можеме да го направиме сега за неа. А потоа да ги засукаме ракавите и да работиме дополнително, да си обновиме од пепелот во кој што овие политички измамници ќе ни остават. Ќе ги слушнете, драги кумановчани, браќа и сестри, дека ќе ви зборат дека можеле. Јас се согласувам, може, ама ништо не направија. Главен приоритет им беа тендерите во 4 очи. Главен приоритет им беше кожната фотелја, дебелиот црвен персиски килим во министерствата, фините долги лимузини. Тоа беше клучното кој што ги водеше овие 3 години. А може и 500 евра просек плата, а може и од пензионерите да направат вистински достоинствени пензионери, да си ги поминат најубавите години од животот. Може за младите да направат политика со која што некој ќе се вратеше и ќе си го најдеше својот чифт обувки кој што го редеа пред владата на Република Македонија. Но ништо не направија. Ништо не направија. Може и од земјоделците да направат достоинствени и горди луѓе кои што ќе се гордеат со родот кој што го произведуваат и ја ранат Македонија. Ја ранат Европа, го ранат светот. А не, како што во ресен еден ми кажа, председателе, со пила ја исеков јаболкницата, која што род раѓаше, семејството ми го хранеше. Зошто му велам? Затоа што нема кој да го купи родот, јаболката завршуваат во коритото во реките. Затоа што во пијанеци малешевијата сливите се истураат. Затоа што Пелагонија остана неожнеана. Затоа што тажни се лицата, мачни и напатени на оризопроизводителите на лозарите. Затоа што нема кој да го плати трудот, маката. Затоа што немокни се луѓето од југоисточна Македонија, од она Муртино, честно, честито, тоа се домакини луѓе, кои што секојдневно се со мотиката на нивата, произведуваат домати, краставици, пиперки, зелки, бостан. Но нема кој тоа да го купи, па велат останува тоа на нивата, председателе. Затоа јас велам можевте. Можевте многу да направите, можевте и правда, и мир, и се да донесете, ама ништо. Ништо не направивте. Од правдата само донесовте по некоја Луи Витон куферче и по некоја трас судска одлука. Ништо повеќе од тоа. Ја направивте Македонија хибриден режим на 106-то место на листата на Транспарентност Интернационал. Се срамуваме да кажеме каде живееме. Затоа што вие, господа од СДСМ, предводени од Зоран Заев, тоа го направивте. Па денеска се плашите да излезете пред овој народ. Организирате чајанки со неколкумина ваши сопартици и ги убедувате дека блескаме, а во суштина тонеме се подлабоко во ова политичко мочуриште. Можевте. Можевте и мир да донесете, а донесовте немир во душите на оние семејства кои што ги загубија своите дечиња на Смилковско. Мир нема таму. Таму има само немир во душите на тие родители. А се сеќавате, ветуваа пред изборите во 2016 година дека ќе откриеле вистината за сторителите. А што открија? Прва прилика кога можеа ги ослободија тие кои што го направија тоа монструозно убиство. Донесоа немир во душата на родителите на Нешковски, на Јанушев, на Колјо. Денеска, додека патриотите седат во зандани затворени со судски пресуди од 15 и 17 години. Зошто? Затоа што си ја љубат својата татковина и Македонија. Убици
се ослободуваат со само 1, 2, 3 годишни затворски казни. Ете, таква правда и таков мир ни донесоа овие политичари. Но, почитувани кумановчани, браќа и сестри, како што кажав на почетокот, да не очајуваме, да ја вратиме на смевката на нашите лица, да ја кренеме главата гордо високо. Доаѓа обновата, победува обновата на 15 јули. Победува овој тим. Најдоброто доправа следи. Започнуваме со една нова политика, нова ера, во која што ќе нема повластена политичка каста, во која што избраниците на народот, оние кои што на 16 јули ќе добијат нашата прва лекција од читанката проект обнова, е дека нема привилегирани политичари. Сите заедно овде со народот, на овие клупи, ќе слушаме што мисли народот, а тоа што ќе го слушаме, тоа и ќе го спроведеме со проекти. Нема веќе политичари во канцеларии затворени со сајлент телефони и луѓе кои што нема да одговараат, дигноглави. Луѓе кои што уживаат во својот хедонизам. Туку народни избраници со вас, со народот. Јас ви го ветувам тоа. И оние кои што потоа ќе извршуваат одговорни задачи во владата, предводено од ВМРО ДПМН, ќе заборават на сите привилегии. Жртва е потребна. Жртва да си обновиме Македонија. Денеска кој избрал да биде политичар во оваа коалиција, избрал да се жртвува за сопствениот народ и за сопствената држава. Треба тоа на сите да им е јасно. Жртва ни е потребна. Доста веќе бевме со подведена кичма. Оваа држава раѓала јунаци кои што правеле историски работи. Така ќе биде и овој пат. Заедно ќе пишуваме историја и ќе бидеме горди на таа историја. Затоа, браќа и сестри, почитувани кумановчани, многу внимателно ја пишувавме оваа наша читанка, наречена проект обнова. Многу внимателно, збор по збор, буква по буква, реченица по реченица, пасус по пасус ги редевме. Многу часови, многу ноќи непроспиени, заедно со комисиите, заедно со многу експерти кои што ни се приклучија, кои што дадоа додадена вредност, партиски, непартиски, од земјава, од странство. Со вас се сеќавате на оние разговори за обнова на Македонија. Тука мислам дека беше на овој истиот плоштад, кога зборувавме, кога разговаравме и ги напишавме овие 360 страници материјал. Ние ја нарековме нашата читанка проект обнова. Им благодарам и на луѓето од коалицијата, на политичките партии. Тие беа исто така дел од овие 360 страници со своји сугестии, со предлози. Има таму за секого по нешто. Има буквално секој да најде по нешто за себе. Да имаме за 25% повисока плата за еден мандат. Да имаме за најмалку 20% повисоки пензии во еден мандат и пензија која што ќе се нивелира по стариот закон с 2 пати годишно. Да имаме најмалку 1000 километри реконструирани и реновирани локални и регионални патни правци. Да имаме нови фасади на нашите домови, за топол дом, за помали трошоци, до 50% ќе субвенционира државата. За почист амбиентален воздух, бесплатен приклучок на газ за секое семејство. Тоа ќе го субвенционира владата. За 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции во еден мандат, за невработеност под 10%, за најнизок данок во светот од 8%. За оној кој што ќе вработи млад човек до 29 години 0% данок. Го укинуваме прогресивниот, се враќаме на стариот рамен данок. А од оние 3 денари акциза кои што ви ги земаат, за да си ги делат преку сомнителни тендери, а тој што ќе го добие тендерот да исплати арач во еден ресторан таму во Југоисточна Македонија, сите веќе знаете, ќе ги поделиме и ќе ги вратиме назад кај народот.
Еден денар го нарековме спортски денар. 800 милиони денари годишно за спортот, директна подршка за спортот. Го напуштаме овој никаков неуспешен ваучер систем, затоа што кој денеска ќе дава од својата добивка кога никој нема добивка. Мака мачат луѓето од први до први плата да поделата, не па од добивката да одвојат за спортот. Еден денар, културен денар за културата. 800 милиони денари годишно за културата, за реновирани културни домови, културни киносали. Еден денар за образованието. 800 дополнителни милиони денари годишно. Вкупно 2,4 милиарди денари за спорт, култура и образование. Тоа се вашите 3 денари од акцизата за дизел горивото. Парите назад кај граѓаните. Без квалитетно образование не можеме да сонуваме за нашата Македонија онаква каква што сакаме да биде. Затоа најмалку еден универзитет во првите 1000 според Шангајската листа. Конкурентно, реформирано и основно и средно образование. За образовани луѓе, за учени луѓе да не поведат напред, тоа ни треба. Тоа ќе го најдете во овие 360 внимателно избрани страници. Минимум 640 милиони евра за земјоделците. Минимум 640 милиони евра поддршка за земјоделецот и за гарантиран откуп да производот кој што се произведува. Враќање на националното достоинство. Го слушам вчера, не знае човекот за што се борел нашиот Гоце Делчев. И потоа ќе ве чуди зошто распродавал, како ќе распродава, како нема да распродава кога тој не ја знае основната лекција од историјата. Затоа ние треба да му порачаме и да му кажеме: Гоце е нашиот. Гоце е македонецот. Гоце е Македонија. И за тој човек нема преговарање, не постои историска комисија која што ќе не убеди дека тој бил нешто друго од ова што ние го зборуваме. Јазикот е наш, македонски, кој што се учи на повеќе од 160 универзитети широм целиот свет. И тие што не почитуваат, ќе ни го почитуваат и јазикот. Почитувањето е двонасочна улица. Ако сакаш да бидеш почитуван, треба да знаеш и да почитуваш. А нашиот мајчиниот македонски јазик е само наш и за него нема ни милиметар преговарање и договарање. Има уште многу работи кои што почитувани кумановчани, почитувани браќа и сестри, се дел од овие 360 страници. Ве молам, понесете ги со себе. Ке најдете таму методологија и начин за реконструкција на болници, реконструкција на училишта. Како ќе привлечеме начин како ќе привлечеме повеќе домашни и странски квалитетни инвестиции со голема додадена вредност. Македонија извозник на памет. Како од нашата Македонија ќе направиме најуспешна држава на Балканот? Како ќе се вратиме во првата третина според Транспарентност Интернационал? И како ќе се вратиме во првите 5 според Doing Business на Светска банка? Се има во овие 360 страни. Прочитајте ги. И слободно излезете низ Куманово, изборувајте со кумановчани, ветете им ги сите проекти, сите политики, сите мерки што се таму. Затоа што ние не ветуваме чуда, не сме волшебници, но тоа што е во тие 360 страници, од првиот збор до последната точка, во последната реченица ќе го исполниме. Нема да дозволам вашата чест, вашиот образ да бидат засрамени. Следниот пат кога ќе застанеме овдека и кога ќе зборуваме за отчетот, ќе зборуваме за тоа што сме направиле и што уште дополнително ќе направиме. Затоа велам, насмевнете се. Вратете ја насмевката. Најдобрите 4 години допрва доаѓаат. Доаѓа нова иднина за нашата Македонија. Победува обновата на Македонија. Почитувани кумановчани, позади редниот број 14 е името на
Владо Мисајловски. Со Владо, јас како председател, а тој како подпредседател, изминативе 30 месеци работевме макотрпно. Иако се знаеме и од порано. Но некако заедничката мака овие 30 месеци не сближи и не ги покажа правилните патни правци за идината. Владо е човек кој што импонира со својата скромност, со својата честност, едноставност, работливост. Човек кој што те мотивира да бидеш уште подобар човек. Човек кој што и кога е најтешко, знае да те развесели, да каже убав збор. Човек кој што беше вистински мотив за сите нас во штабот овие 30 месеци. Затоа, што и да кажам, повеќе од ова нема да погрешам. Затоа, почитувани кумановчани, 15 јули, ве молам да излеземе масовно, уште рано наутро, уште во 7 часот да го заокружиме бројот 14, да ја заокружиме победничката листа предводена од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Да се исправиме, за да ја исправиме Македонија. Да сте ми живи и здрави, да е вечно и вековито ВМРО ДПМН и да ни е вечна и вековита нашата Македонија. Ви благодарам од срце.